Ви благодарам на поканата, драго ми е што денеска учествувам на овој собир, на овој панел. Поздрав до сите, мало извинување што закаснив 10 минути, но отприлика динамиката во влада беше таква од Сабајле да не можев порано да излезам. Значи, темата е исклучително податлива за разговор и убава е за уво, но за жал многу тешка. Тешка е од повеќе причини. После 10 месеци во влада, јас мислам дека имам јасна представа за ситуацијата во овој сегмент, во делот на соработка на македонските компании со странските фирми. И јас не сакајќи да го трошам вашето време со општи флоскули, ќе одам директно на поентите, кои што ценам дека се важни и мислам дека треба сите да ги споделиме за да знаеме од каде треба да тргнеме. За да го решаваме проблемот, прво треба јасно да го дефинираме и да ги дефинираме околностите во кои што тој проблем го решаваме. А тие околности се следните. Прво и основно, значи, може да се направи соработка меѓу македонските фирми и странските директни инвестиции најмногу во делот таму каде што имаме странски директни инвестиции кои што произведуваат финални производи. И тука еден добар пример Ван Хол, бидејќи тој има слобода да си бира подизведувачи и да бара подизведувачи во Република Македонија и таму да речеме соработката моментално меѓу компанијата и домашните компании изнесува околу 8,5%, ако не се лажам. За жал, процентот на соработка просечен помеѓу македонските компании и странските директни инвестиции е под 1%. И тоа најчесто се купуваат производи кои што и не може да се купат од друго место, да, као например, не знам, храна, вода, струја и така натаму, но од друга страна пак и тешко е материјал за пакување, картонски кутии, тоа што може да се даде, но од друга страна мораме да ја сватиме и суштината или природата на компаниите кои што во Македонија се дојдени како директни странски инвеститори. Прво сакам да ги поделам на два дела. Ние не треба да ги мешаме сите странски директни инвеститори. Има странски директни инвеститори кои што во Република Македонија дошле многу од поодамна и се присутни. Господинот Петар Штефан е представник на Евана, тука гледам ArcelorMittal, гледам други компании и така натаму, кои што соработуваат, кои што се надвор од индустриските зони и соработуваат со македонското стопанство толку колку што можат. Меѓутоа, ние сега, значи овој проект, барем колку што јас го разбирам, е за оние кои што се во индустриските зони, односно оние кои што беа помогнати од државата со директна државна помош. Таму, значи, просекот е малечок. Но мораме да бидеме свесни кои се причините за тоа. Причините се две. Значи, првата причина е, прво, природата на тие компании е таква да се тие во средината на снабдувачкиот синџир. Значи, тие не се компании кои што произведуваат финални производи, него се компании кои што работат за други поголеми интернационални компании, кои што у принцип треба да им дозволат да било каква промена направат во нивниот производ. Тој проблем. И сега тука можеме да набројуваме, значи имаме 5 компании кои што произведуваат кабли за автомобилската индустрија. Имаме 2-3 компании кои што произведуваат софистицирани електронски, механички или мехатронички делови за автомобилската индустрија. Имаме други типови на компании кои што у принцип се во средината на тој снабдувачки синџир и тие ја немаат слободата да го изменат својот производ без да добијат одобрување од крајниот потрошувач, што е, да речеме, некоја голема автомобилска компанија, као Мерцедес, Volkswagen и така натаму. Тука за нив е проблематично да инвестираат у барање на нов снабдувач, бидејќи процесот на одобрување на измената на производот за нив е дополнителен напор. И тука, значи, имаме ограничувачки фактор. И тоа јас го разбирам. Од другата страна, пак, и сега треба да се запрашаме колку македонската економија е спремна и способна да одговори на таквите измени и на таквите стандарди. И тука, јас ја користам приликата да ги повикам сите предприемачи од Македонија да бидат подинамични, значи да бидат поагресивни во тој дел, да покажат поголем капацитет. Сега, која е позицијата на владата во сето ова? Позицијата на владата во сето ова е да помогне и на едната и на другата страна доколку може.
На едната страна, на директните странски инвеститори, помагаме со новата мерка која што вчера ја бранев на комисија во парламент и за среќа тоа помина, како да кажеме, аргументирано, добро и мислам дека брзо ќе се донесе законот во парламент, да ги стимулираме странските директни инвеститори да купуваат од македонски компании и тука викаме секој што ќе достигне 15%, државата ќе му врати 1% од вкупната набавка до некој лимит. Значи, сакаме да ги стимулираме, односно сакаме на странските директни инвеститори на некој начин да им ја надокнадиме штетата или трошокот што ќе се впуштат во соработка со македонски компании за да имаат интерес, бидејќи тоа бара кај нив и време и капацитети и така натаму, и еве ние како влада тоа ќе им го надокнадиме да ги стимулираме. Од друга страна, што им даваме на македонските компании? На македонските компании им викаме инвестирајте во нова технологија, бидејќи законот кој што ние го носиме е закон кој што стимулира у принцип инвестиции. Значи викаме, за да бидете конкурентни, за да имате капацитет, да направите производ кој што по квалитет, по цена и по количина, ќе биде задоволувачки не само за македонските странски директни инвеститори, него и да бидете конкурентни во светот. Јас лично сум освојувал пазар во 21 земја и сум се борел со цел свет и знам како тоа изгледа. Макотрпно, тешко, нема лесно. Ама тоа е начинот. Начинот е да вие бидете поконкурентен, да покажете дека имате подобар капацитет. А тоа не можете да го остварите ако немате нова технологија, ако немате организација во работата, за да постигнете квалитет, количина и цена што е конкурентна. Тоа е борбата на пазар. Тоа можете да го направите само со инвестиции во сите сегменти. Инвестиции во технологија, инвестиции во кадар, инвестиции во процесот на организација на работењето. И затоа сум точно среќен што денеска е присутен и Машинскиот факултет на оваа средба, бидејќи ние како влада можеме да помогнеме финансиски да се направат физичките инвестиции, да се купат машини, да се изградат хали, но останатите два сегмента во делот на стварањето на кадарот и во делот на стварањето или помагањето на организационите структури во компаниите за да бидат поефикасни, тука треба да помогне универзитетската заедница и да речам еснафот во тој бизнис. И затоа е добро да сите се бориме во таа насока. Морам да кажам дека за постојните директни странски инвеститори неколку од нив можат да го достигнат овој лимит од 15%, затоа што произведуваат финални производи, но некои од нив и нема да можат заради ограничувачките фактори кои што претходно ги кажав. Но многу е важно сите идни кои што ќе ги донесеме во Република Македонија да знаат дека ќе имаат таква поддршка и да се бираат такви кои што ќе можат тоа да го искористат. Ние сме во преговори со многу компании, мислам не сакам да ја кажам бројката, заради тоа што тоа е навистина многу, но со 30 компании сме во финални разговори за доаѓање во Република Македонија. И јас се радувам кога тие се производители на крајни производи, заради тоа што тогаш ја имате слободата со нив да разговарате за многу компоненти, тие ја носат одлуката дали ќе купуваат од македонските фирми. Верувајте, сите нив ги молам буквално да прошетаат низ Република Македонија, да разговараат со сите компании, а ја користам оваа прилика да македонските компании ги повикам сите тие кои што имаат идеја или желба да соработуваат не само со странските директни инвеститори во Македонија, него и извозно да бидат ориентирани, да ја искористат оваа можност, заради тоа што првпат во историјата на Република Македонија, зборувам нели откако се осамостои Македонија, македонската влада детерминира, значи определува средства од својот буџет да помогне на македонските компании да станат поконкурентни и да инвестираат во технологија и во опрема. Искористете оваа прилика, мислам дека ќе биде добра шанса да се обнови технологијата и да ја зголемите вашата конкурентност. Јас можам уште многу да зборувам на оваа тема, но мислам дека ова се поентите кои што треба да се кажат. Нема друг рецепт, нема големи тајни, нема магично стапче. Магичното стапче се вика работа, многу работа и многу работа. А тоа значи дека работа во сите сегменти. Работа значи во инвестиции, во технологија, во инвестиции, во кадар
и во инвестиции во организации на компаниите за македонските компании, а молба наша према странските директни инвеститори да потрошат време, да потрошат желба и да се потрудат да најдат македонски добавувачи, а ние како влада ќе ги стимулираме во законот кој што за тоа го правиме. Ете, тоа вака би било кратко сиже на моето видување на овој проблем. Благодарам.